Му благодариме на господин Кекеновски за обраќањето и го повикувам господин Љупчо Ристовски да се обрати. Повелете. Драги пријатели, времето во кое живееме е сериозно обременето со силни предизвици. Системот на вредности е разорен скоро во секоја сфера на општественото живење. Општество без систем на вредности е на прагот на сивата зона на хаос и темнина. Хаосот и темнината се идеални услови за кршење на духот на нацијата. Хаосот и темнината се посокуваната средина за вирење на безнадежност, за апатија. Резултат на таа безнадежност и апатијата е трагичното масовно иселување на плејада млади, умни и образовани кадри од Македонија во развиениот западен свет, но и се повеќе натажени лица и наведнати глави насекаде околу нас. Изворот на хаосот и темнината на сите нам ни е добро познат. Една анекдота како илустрација ќе не доведе директно до изворот на проблемот. Имено, се среќаваат лекарот, инженерот и политичарот. Дискутираат на тема која е првата професија во човештвото. Лекарот вели медицината, затоа што е направена првата медицинска интервенција и операција од реброто на Адам. Но овој инженерот вели да, но пред да биде создадено човештвото е оформена земјата, планетата, оформено е со звездието, вселената. Тоа е градителска работа, од хаос да создадете ред. Се јавува политичарот и вели, а што мислите, кој го создаде хаосот? Драги пријатели, дали ќе продолжиме и понатаму да бидеме неми наблюдувачи на се понеизвестното чекорење во прегратките на хаосот и темнината? Дали и понатаму апатично и рамнодишно ќе талкаме во неизвестност и несигурност? Ќе имаме ли сили заедно сплотени во доброто да го прекинеме патот кон амбисот, да понудиме известна иднина на нацијата, но и да ја вратиме на смевката на лицата на луѓето во Македонија и правото на лична среќа за секој еден од нас? Општество да произведува среќни и задоволни граѓани е успешно општество. Општество кое што не умее да понуди надеж на својата нација, надеж за прогрес и просперитет, е безидејно општество. Безидејноста е исто така неуспех. Ние овде не сакаме, не можеме и нема да се помириме со неуспех. Фронтот за демократска Македонија е одговор на потребата конечно да плесне зрак на светлина на крајот од тунелот. Конечно да се појави зрак на надеж дека Македонија има знаење, ум и разум да се справи со суровата општествена реалност. Вродеме одговор на потребата да се направи итен и неодложен прекин на транзицијата. На оваа бескрајна транзиција која докрај го потона вредниот и работлив македонски човек и му го одзеде достоинството, го направи да оди со наведната глава, затоа што не е во можност да обезбеди сигурна иднина за своето семејство и известна перспектива за своите поколенија. Вродеме мајсторска креација на 12 првишни иницијатори, еднакви меѓу еднаквите, и на десетина други врвни професионалци во своите области, личности со интегритет и силен кредибилитет во јавноста. Овие храбри и одважни луѓе во ова време кое е повеќе невреме, излегоа на јавна сцена со свој став, ја жигоса општествената реалност кај нас. Сите ние ревносно ја жигосавме оваа бедна методологија на владење. Сите ние го кренавме силно својот глас против оваа мегаломанска автократија, која е на сцена во Македонија. Храброста е доблест сама по себе. Тоа е таа вредност која не обединува сите овде. Доблест која што ние ја изнесуваме на јавна сцена, како би охрабрили и други да излезат од зоната на комфорот и да објават, жестоко да се објават против секако вид на неправда, поделба и злокоп на јавна сцена. Вродеме израз на потребата за нов вредносен поредок, за нови вредносни основи на македонското општество,
Како никогаш досега е потребно враќање на изворните вредности, доблесноста и интегритетот на политичката сцена кај нас. Насушно е потребно истите да ги вградиме како основни принципи во устројувањето на политичкиот систем и во уредувањето на основите на политичкиот поредок. Насушна е потребата да конечно прострои малку повеќе добрина, милост и човечност едни помеѓу други, но и низ институциите на системот. Фродем има претензија да постане совеста на Македонија денес. Приматот на индивидуата, поединецот, човекот е Божјата позиција. Индивидуата е највисоката вредност во очите Господови. И од тука неа ќе мора да издегнеме највисоко на пиедесталот на општественото скалило. Се на неа да ја биде подредено, сите владини политики, целото општество ќе мора да пулсира во име и за сметка на таа индивидуа. Компонентите на просперитетот, материјалното богатство, квалитетот на животот, правото на лична среќа и задоволство од постигнатото во него, она субјективно чувство дека сме успеале и сме го постигнале најдоброто можно за нас и за нашите најблиски, е траекторијата по која ќе мора сите ние да се движиме. Време е за пресврт. Време е секој од нас да го даде најдоброто од себе, за конечно политиката да постане на вистина доблесна професија, а не и понатаму да се смета за најстар занет на светот. Време е политиката според Макијавели или приграбувањето на што повеќе моќ, власт, влијание и интереси за себе и за своите најблиски да испратиме во историјата. Време е сите заедно сплотени и единствени да пратиме поратак дека јаремот повеќе не е поднослив за се уште нејаките плеки на нашиот народ. Ајде сите заедно да се сплотиме за оваа нова визија за интегритет и просперитет. Ајде сите заедно да го симнеме срамот од нацијата и конечно ги урнеме зидовите на Ерихон и отвориме нови перспективи за прогрес и просперитет. Ајде да устроиме општество кое ќе продуцира среќни и задоволни граѓани, индивидуи кои успеале на својата родна грудка, во својата татковина, оти тоа е Божјата волја. Нека Господ Бог ја благослови Македонија и секоја душа човечка која што е родена, живее и твори на ова парче света македонска земја. Амин.